Петок, 3 октомври, кратки вести во 12 часот. Експертите за ретки заболувања од регионот на научен собир во Охрид велат ретките болести не се ретки. Тие се ретки затоа што бараат далеку посложена, некогаш и долгогодишна процедура за дијагностицирање. Од иницирањето на програмата за ретки болести во 2009 година се работи на справување со предизвиците што ги носат ретките болести, како дијагностички, така и тераписки. Во јуни е направен првиот нацрт документ на стратегијата за ретки болести, што треба да биде преточен во закон. Буџетот за медицински третман на ретки болести од 215.000 денари пред 16 години лани достигна 1.250 милиони денари. Врнежите од дожд минимално ја подобрија хидролошката состојба на Охридското езеро, но недоволно. Нивото и понатаму е под просекот за овој период од годината. Според денешните мерења, нивото е на кота од 693,20 метри надморска височина, што е за 11 сантиметри под просекот за октомври и 10 сантиметри над минимално дозволената кота. Температурата на езерската вода е нешто повисока од просечната и изнесува 17 степени. Како што објавивме неодамна, на истекот на езерото во реката Црн Дрим беше отворена само половина порта, што за жал сепак не придонесе да се зголеми езерскиот водостој. Македонската репрезентација во традиционално теквондо од 5 до 12 октомври ќе настапи на светското првенство во Јесоло, Италија. На ова престижно првенство свое учество имаат најавено околу 2500 надпреварувачи од 74 земји од целиот свет. Представници на Македонската традиционална теквондо федерација ќе бидат Маријан Чолазаревски, председател на федерацијата како официјално лице и тренер, а надпреварувачи се Божидар Димитриевиќ и Владимир Димитриевиќ во категоријата сениори борби до 92 односно 78 килограми. Времето денес променливо облачно и студено со услови за дожд, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.